Дрва и пелети, тоа се два од најпопуларните енергенси за загревање на домакинствата во земјава, заедно со електричната енергија и парното. Во очекување цената на струјата да се зголеми, но и неизвестноста колку ќе чина другите енергенси, граѓаните со кои разговаравме велат дека веќе се во недоумица на што да се греат следната зима. На дрва сме се грели, ама сега дали ќе успееме да купиме, не знам. Дрва. Зошто? Па пари треба. Многу пари треба. Не знам што ќе правим. Струјата 5-6 илјади доаѓа. Дрвата исто. Ама да, колку ќе се толку, мора да купиш, да се грееш. Тешко на нас. Све е поскапело. Тие што се греат на пелети и на дрва, нарачките ги прават уште сега. Огревното дрво е единствениот енергенс што не поскапе досега, барем според ценовникот на најголемиот производител Национални шуми. Цената е непроменета од 2014 година, но таа најверојатно ќе се зголеми пред оваа грејна сезона до 20%. Како предпријатие размислуваме да и понудиме на владата зголемување на нашите цени, меѓутоа тоа е одлука која ќе ја донеси владата и претходно ќе треба да се изјасни управниот одбор на предпријатието. Најголемиот дел од нашето производство е користење на нафтата, односно на дизел горивото, бидејќи ние имаме машини кои работат на дизел гориво. Во 2014 година имало некои други цени на нафтата, на со денешната цена од 90, скоро 90 денари или евро и пол за литар дизел, ние верувајте произведуваме само загуби со производството и на огревното дрво и на техничкото дрво. Новиот предлог ценовник ќе биде доставен до владата, најверојатно кон крајот на јуни, до кога ќе се прават дополнителни анализи. Ако владата го прифати тоа што го најавуваат од Национални шуми, кубен метар бука, на пример, од 2890 денари ќе поскапи на околу 3500 денари. Директорот Груевски сепак појаснува, тие што ќе склучат договори пред евентуалната владина одлука, ќе платат по стара цена. Оваа година имаме рекордна побарувачка на огревно дрво и рекордна побарувачка на техничко дрво. И ние сме можеби една од индустриите кои не можат да произведат толку колку што можат да обезбедат пласман, и тоа е навистина реткост во Македонија. Меѓутоа и по оваа цена мислам дека дрвото ќе биде најевтиниот енергенс кој ќе може да го користат граѓаните. Повисоките цени на дрвото се само најава, но повисоките цени на пелетите се веќе реалност. Ако минатата година вреќе од 15 килограми се продаваше за 160 до 200 денари, сега чини и на 300 денари. Ела Пелети е компанија во Богданци која произведува пелети од 2019 година. Имаат капацитет на производство од 6000 тони годишно и планираат да го зголемат за уште 1000. Но ги зголемиле и цените пред се поради повисоките цени на енергенсите. Грејната сезона заврши, имаше некој си зголемување, значи некој си 15% може зависи негде до просторот и на превозот до 20 максимум, затоа што не е исто транспортот на 20 км и на 200 км транспортот. Најголем проблем сега во моментот настане и со нафтата, значи голем дел го работиме со нафта луѓето да сработат треба нафта. И така да тука е најголем дел, тоа се зголемувањето и на електричната струја, да. Проценките на Симо Тренчовски се дека пелетите ќе поскапат уште еднаш пред зимата. Одговорот на прашањето за колку вели ќе зависи од цената на струјата. Македонски шуми мислам дека и да има некоја покачување нема да е нешто посебно многу. Со струјата ако е на пример до 10%, 15% и се вкупно ако е 20 нема да биде и покачени производот 20, ќе биде 10%. Значи така да нема да очекуваме некој ќе има покачување. Сигурно до крај на грејната сезона, не сега во моментот, грејната, ама не верувам дека ќе биде повеќе од 10%. Ела Пелети е компанија која во процесот на производство од почетокот до пакување користи суровини од македонско потекло, но голем дел и од производителите и од трговците се увозно зависни. Генерално, земјава произведува само 20% од побарувачката на пелети на домашниот пазар, а дури 80% се увезува. Најголем дел од увозот доаѓа од Србија и од Босна и Херцеговина. Владата во Белград пред само неколку дена го забрани извозот на дрвни сортименти од суштинско значење за домашната индустрија, вклучувајќи ги и пелетите. Поради изголемениот извоз во претходните години и изголемената побарувачка за овој вид гориво на светскиот пазар, недостигот од овие сортименти најмногу ги погоди производителите на пелети и огревно дрво. Привремената забрана за извоз е ограничена на 60 дена. Таква одлука уште од март годинава заговара и Босна и Херцеговина, но се уште не е донесена.
Пред неколку дена тамошната влада ги задолжи ресорните министерства во рок од 15 дена да подготват иницијатива која подоцна ќе ја испратат до Советот на министри на Босна и Херцеговина. Имајќи ги предвид постоечките настани со растот на извозот и цената на пелетите, кои секако ќе оневозможат обезбедување на доволна количина од истите, со економски прифатлива цена за пазарот на Босна и Херцеговина, сметаме дека е неопходно владата на Федерацијата Босна и Херцеговина да забрани извоз на пелети од државата. Пелет Центар е компанија со 10 годишно искуство во продажба и дистрибуција на пелети. Собственикот Владимир Стојановски вели дека од почетокот на работата па досега не се соочиле со криза како актуелната и тој не може да исклучи повторно поскапување на пелетите. Со последниве ситуации, со последниве информации за забрана за извоз од Босна и Херцеговина и Република Србија, тоа може да претрпи промена, посебно што огромен дел од нашите количини ги увезуваме од таму. Бугарија беше исто така еден извор на Македонија како држава која што увезуваме пелет, меѓутоа и од таму веќе неколку месеци нема сериозно производство заради исто така проблем со количини на дрвна маса, на репроматеријал. Така да конкретно јас не можам да ви дадам одговор на тоа, јас само можам да се надевам дека нема да има понатамошно поскапување. Една од причините за повисоките цени, вели Стојановски, е што уште пред забраните и Босна и Херцеговина ги намалиле предвидените количини на дрва за сеча. Чисто за една кратка илустрација, ние имаме например соработка со една фабрика од Србија која што е најголем производител на Балканот, произведува преку 80.000 тони годишно пелет. Ние соработуваме 10 години со нив од првиот ден наше постоење. Ние последниот увоз го имавме од нив на 22 11. Тек сега во мај месец увезовме една мала количина после цели 6 месеци. Значи тоа ви кажува кога една таков капацитет не може да ве прати, ви кажува целата слика. Во големата слика за поскапувањето на пелетите, Стојановски ја додава и војната на истокот, бидејќи особено Украина била голем снабдувач на пелети за западноевропскиот пазар. Во ситуација кога Украина не може да ги испорача своите капацитети према тие држави, тие западноевропски држави почнаа да прават сериозен притисок врз балканските земји, каде што ние, значи, се снабдуваме со пелет и имаме една ситуација каде што тие земји буквално доаѓаат и во не прашуваат за цена, само бараат количина. Во една таква ситуација е многу тешко ние како помала економија и покрај сите напори, и покрај сите да речам контакти и врски што ги имаме со и деловни соработки со тие земји, многу тешко доаѓаме до количини, а и тие количини кои што доаѓаме по високи цени. Летото можеби уште не е почнато, но веќе е јасно дека загревањето на домовите во предстојната зима ќе биде поскапо на сите енергенси. Прашањето е само на кој енергенс поскапувањето ќе биде најмало.